петочното издание на регионалните вести ќе гледате. Гостиварскиот основен суд се приклучува кон одбележувањето на Европскиот ден на граѓанската правда и најавува повеќе активности за понеделник. Денес во Духовно-културниот центар во Лешок се одржа манифестацијата "Пишуваме и твориме на српски јазик". Доктор Александар Петличковски вели разумно, логично и правилно е да се засили имунитетот на луѓето кои примиле од кинеските вакцини. Гостиварскиот основен суд ќе го одбележи Европскиот ден на граѓанската правда 25 октомври со повеќе активности. Студенти од правен факултет ќе присуствуваат во судниците да проследат судски рочишта, а планирано и предавање за средношколци. Да се доближи правосудството до граѓаните и тие подобро да се запознаат со работата на судовите и остварувањето на своите права. Ова е целта на воспоставениот Европски ден на граѓанска правда, кој се одбележува секоја година на 25 октомври. Гостиварскиот основен суд се приклучува кон одбележувањето и најавува повеќе активности за понеделник. И нашата држава и ова година се вклучува во одбележувањето на Европскиот ден на правдата. По повод на истиот, основниот суд Гостивар, применувајќи ги сите мерки за заштита од вирусот, во своите простории на 25 октомври, понеделник, организира отворен ден за граѓаните. Исто така, ви информирам дека информирани се, контактирани се деканите на правните факултети со седиште во Гостивар и поканите се студентите кои ќе можат да го следат, да ги следат рочиштата кои се одржуваат на во основниот суд Гостивар. Исто така, контактиран е и директорот на средното училиште во Гостивар и организирано е предавање во судот за средношколците. А ова со цел да студентите и средношколците ќе бидат, ќе се доближат со активностите на судот. Портпаролката Мурати на денешната пресконференција даде и податоци за работата на судот во услови на пандемија. Таа оцени дека тешкотиите наметнати од коронавирусот не го пореметиле функционирањето на судот. Во основен суд Гостивар во текот на 2020 и 2021 година примени се вкупно 43.498 предмети, од кои решени се 42.063. Исто така, во текот на 2020 и 2021 година издадени се вкупно 26.326 кривични и граѓански уверенија. Со тоа, ви известуваме дека и во вакви услови судот перманентно и ја одвива својата работа. Иницијативата за одбележување на 25 октомври потекнува од Европската комисија и од Советот на Европа. Во Гостивар активности по повод Европскиот ден на граѓанската правда, покрај основниот ќе организира и апелациониот суд. Денес во Духовно-културниот центар во Лешок се одржа манифестацијата "Пишуваме и твориме на српски јазик". 30 ученици од нашава земја твореа на тема детство, а имаа можност да се запознаат и со српски поет. Деветата детска поетска манифестација "Пишуваме и твориме на српски јазик" во организација на Сдруженијето на срби и македонци Кут Бранко Чајка од Тетово се одржа во просториите на Духовно-културниот центар Кирил Печиновиќ во Лешок. Главна цел на проектот е поттикнување на творештвото и презентација на културното наследство на припадниците на српскиот народ во земјава и чување на нивниот културен идентитет, особено кај децата и младите. Годинашнава програма се состои од 3 дела. Во првиот дел се подсетуваме на едно големо име од српската литература, големиот поет Мирослав Антич. Во вториот дел, како и секоја година, повикуваме гостин од Србија, поет, кој ќе им се обрати на децата. И во третиот дел, учесниците ги читаат своите трудови и како секоја година
своите трудови ги пишуваат на различна тема. Оваа година нивните трудови ќе бидат на тема детство. Гостинот од Србија, поетот за деца Срđan Живковиќ, смета дека ваквите манифестации се од големо значење. Јас сум први пут на овој манифестацiji. Јас сум прв пат тука и сум воодушевен од манифестацијата, идејата и програмата. Сметам дека ваквите манифестации се многу потребни, затоа што во денешно време на глобализација и интернет се помалку деца творат. Брзо дознавање на информациите, брзото читање книги преку интернет, брзото дознавање вести го промени системот на вредности кај децата и мислам дека фестивалите на кои се промовира детското творештво се потребни на целата планета. На манифестацијата учествуваат 30 ученика од 8 основни училишта од земјава. Од 2019 година во рамките на образовниот систем на Македонија е воведен изборниот предмет јазик и култура на Србите од 3 до 9 оделение, така да во рамките на оваа манифестација тука земаат учество и тие ученици, значи кои немаат редовна настава, го имаат потеклото, дури има и средини и места каде што и македонците сакаат и учествуваат во рамките во реализацијата на овој изборен предмет, така да од тука можам слободно да кажам дека Сдруженијето од Тетово и манифестацијава беа еден вид мост, поттик на ваков вид имплементација и мислам дека е тоа многу важно и ето они го потврдуваат со една континуирана грижлива работа. Следната година и манифестацијата и Сдруженијето слават јубилеј. Следната година ќе се одржи 10-та поред и посебно не радува што тоа ќе се поклопи и со јубилејот на самото Сдружение, бидејќи следната година го прослува својот 30-годишен јубилеј. Проектот е поддржан од Министерството за култура и информирање на Република Србија. Во рамки на месецот за борба против рак на дојка се организираат повеќе активности за подигнување на свеста кај жените, редовно да прават контролни прегледи за навремено откривање и превенција на оваа болест. Ова го потенцира и председателката на Сдруженијето Борка Бива Додева, како и првата дама Елизабета Ѓорѓиевска. Веќе трета година сум дел од активностите на Борка и на другите здруженија кои што се борат против ракот на дојката. Овој месец, иако не би требало да е само еден месец, меѓутоа символично сакаме да покажеме дека со активностите што се одвиваат во текот на месец октомври, мора да се подигне јавната свест за ова заболување. При тоа би сакала да апелирам жените да обрнат внимание, честопати да вршат само прегледи, да вршат редовни мамографии и при секоја промена да се јават на лекар. Исклучително е важно да се регистрираат првичните промени, бидејќи на таков начин може да се превземат мерки и да се спаси животот. Да им овозможиме на жените да имаат навремени прегледи, да не чекаат на листите, да не се чека за ехо преглед, да не се чека на мамографски преглед и скрининг програмите веќе во полн ек да започнат да се имплементираат секаде во општините, бидејќи се покажува еден друг проблем, а тоа е доцното дијагностицирање. Имаме пропуштено многу голем број на луѓе кои што поради страв, невакцинирани, страв да патуваат, не ги прават навреме тие дијагностички процедури и тие истите овој период ќе се јават веќе во подоцен стадиум, каде што и самиот третман е многу потежок. Професорот Александар Петличковски од Институтот за имунологија во гостување во топ тема на телевизија Телма ја објасни оправданоста на одлуката за давање трета доза од вакцината на Pfizer кај граѓаните кои се имунизирани со вакцините Sinopharm и Sinovac, потенцирајќи дека кај дел од нив опаѓал имунитетот. Сепак, според него, тоа не значи дека кинеските вакцини не се доволно ефикасни и посочи дека и тие, како и другите, штитат од тешка форма на COVID-19. Не е некаков аларм за луѓето кои се вакцинирале со Sinopharm или Sinovac дека нивните вакцини не функционираат. Тоа не е точно. Вакцините функционираат. И тоа е покажано и на многу поголеми серии отколку на нашето население. Значи нема дилема дека вакцините се
оние бројки кои ги спомнувавме, сите вакцини во над 90% од случаите, некои до 99% од случаите штитат од смрт. Тоа апсолутно ги вклучува и кинеските вакцини. Оваа мерка со пресретнување на паѓање, значи исто така во последниве месеци стана јасно дека имунитетот што го обезбедуваат и вакцините и оној од прележана болест опаѓа со тек на времето. Апсолутно е оправдано да се пресретне тоа опаѓање со засилување едно со трета доза, кое кај модерните вакцини, кај Астра, Спутник, Фајзер, може да биде после 6 месеци, а кај кинеските вакцини, кај што знаеме дека кај определен процент на вакцинирани воопшто нема да дојде до некое значајно зголемување на имунитетот во првите 3 месеци, така што со ова доза на засилување, навистина го поправаме имунитетот, се поправа имунитетот, се засилува имунитетот, кај оние кај кои можеби не е на посакуваното ниво. Председателот на Државната изборна комисија Александар Даштевски во гостување во утринската емисија на Канал 5 истакна дека засега нема да има прегласување на ниту едно избирачко место, а како причина за тоа ги наведе приговорите од партиите кои не биле доволни за да има прегласување. Ние формално правно мора да ги запазиме процедурите, треба да се стави во прво забелешка во дневникот за денот на гласање, па после врз основа на таа забелешка се пренесува во записникот број 16, доколку тоа не биде дозволено, во рок од 5 часа треба да се поднесе забелешка во Општинската изборна комисија. Такви работи немаше во ниеден приговор, така што тоа се основите по кои ние одлучуваме. Нормално, доколку се стави и забелешка и приговор, треба да има и некој доказ за што се однесува таа. Значи, дали некоја од основите предвидени во изборниот законник за поништување е остварена или не. Следуваат информациите од билтенот на секторот за внатрешни работи Тетово. Вчера околу 16 часот и 30 минути на улица Гоце Делчев во Гостивар, полициски службеници на МВР привеле 42 годишничка од Скопско Чајлане, која се барала со потерница од основен кривичен суд за издржување казна затвор во траење од 12 години. По приведувањето реализирано со наредба на основен кривичен суд Скопје, полициски службеници на СВР Тетово, оделение за внатрешни работи Гостивар, вчера вечер околу 22 часот и 30 минути ја спровеле во казнено поправната установа затвор Идризово во Скопје за издржување на казната. Ноќеска околу 1 часот и 30 минути во акцијска контрола спроведена од полициски службеници на МВР во гостителски објект во Гостиварски Добридол. Приведена е 25 годишничка од Република Србија, поради сомнение за нелегален престој и престојување спротивно на целта. Таа е задржана во полициската станица Гостивар за понатамошна постапка. Завчера околу 23 часот и 30 минути 19 годишен гостиварец во СВР Тетово пријавил дека во гостителски објект во кој работел физички бил нападнат од ГЈ од Гостиварско Чајле. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Вчера во периодот од 8 до 18 часот на Тетовското подрачје спроведена е акцијска контрола на пешаци и нивното однесување во сообраќајот. При контролата откриени и санкционирани се 10 прекршоци. Покрај ова, санкционирани биле и 5 други видови сообраќајни прекршоци.
Со временската прогноза ги завршуваме регионалните вести. Ви посакувам убав викенд. Пријатно!